Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, правда за сите. Ова беше еден од темелите на програмата за живот со која настапивме на изборите во 2016 година. И тогаш и сега. Неправдата беше, и ќе биде во одреден период до конечното разрешување на сето тоа што се случува во правниот систем, нашиот најголем противник. Но ние, Социјалдемократскиот сојуз, и како политичка партија, и како идеолошки концепт, не отстапуваме ни милиметар од целта која зацртавме заедно со вас, граѓаните. Тоа е држава која ни гарантира независен правосуден систем, утврдување и преземање одговорност за сите кривични дела низ законска судска постапка, подкрепена со докази. Ред, правда и дисциплина се основите на која почива секоја правна и способна држава. Така треба и мора да биде со Република Северна Македонија. Затоа, веднаш после формирањето на новата влада, ќе повлечеме неколку конкретни чекори во рамките на надлежностите на извршната и законодавната власт. За уште еднаш да се увериме дека патот на судиите и јавните обвинители кон правдата и кон независното постапување е отворен и дека тие ќе мора да постапуваат. Судиите и обвинителите имаат обврска да испорачат правда и конечно да почне да се применува законот за сите подеднакво. Законот за јавното обвинителство гарантира дека политиката не може да интервенира во правосудските постапки и одлуки и дека сите предмети од висок криминал и корупција мора и ќе имаат завршница. Затоа никој веќе нема да има право да одложува. Граѓаните и државата не сакаат да имаат и нема да имаат узурпирано и партиски контролирано правосудство на патот кон Европа. Следува процес на целосно и темелно прочистување на правосудството. Судиите, кои намерно ќе застарат предмет, како што имаме случаеви во Врховниот суд, но и во сите судови широм државата, по автоматизам ќе бидат разрешени. Предметите ќе се следат електронски, па ако се утврди дека некој во правосудството не постапувал со цел да застари предметот, алармот ќе се уклучи и тој судија или обвинител ќе биде разрешен по автоматизам. Судскиот совет и советот на јавните обвинители ќе имаат задача тоа само да го верификуваат, односно констатираат. Започнуваме со детална проверка на имотната состојба на сите судии и обвинители. Следува ревизија на 5% од сите судски пресуди во последните 5 години по случаен избор. Нам ни се неопходни ред и дисциплина во сите институции. Затоа службите мора да се отчетни, транспарентни и честни. Воведуваме законска обврска за јавна објава на трошоците на сите функционери во централната, локалната, но и во судската власт. Алатката за отчетност за трошоците на функционерите со закон ќе ја направиме да биде задолжителна и за градоначалниците, и за пратениците, и за судската власт, се покаже дека отчетноста ги тера функционерите да штедат, а тие пари одат кај граѓаните. Тие што во име на граѓаните водат институции, мора да се отчетни, транспарентни и честни. Ќе ги укинеме патните трошоци за пратениците во Собранието на Република Северна Македонија. Во борбата против корупцијата, за да го слушнеме гласот на граѓаните во заедничката борба против криминалот и корупцијата, ќе има награди за сите оние чие пријава ќе биде основана за отварање на предмет. Дополнително, ќе воведеме електронско следење на предметите кои произлегуваат од претставки за корупција. Согласно принципите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија,
за отвореност кон граѓаните. Секоја институција ќе има обврска 4 пати во годината да организира отворен ден за граѓаните за предлози, идеи и критики. Секоја служба, односно институција, ќе биде задолжена во рок од 3 дена да одговори на секое барање или прашање на граѓаните. Со оваа непосредна комуникација заеднички ќе застанеме во остварување на нашите идеали за правда. На крајот, ќе ја намалиме јавната администрација за 20%, за да се симне дел од финансискиот товар и за да направиме поефикасен јавен сектор во служба на граѓаните. Во администрацијата ќе работат тие што се спремни да им служат на граѓаните. За другите, секако има место во приватниот сектор, каде се бара работник повеќе. Почитувани, довербата во судството со години беше подкопувана од повеќе страни. Не е лесно враќањето на владењето на правото и правната држава, но уверен сум дека сме на правиот пат и знам дека нема отстапување. Сега, кога ја создаваме европската иднина на државата, нема да се откажеме од поривот за правда и правичност за сите подеднакво. Убедени сме дека граѓаните прават јасна разлика меѓу нас, кои сме за правда и правичност, и оние кои се за амнестија за криминалците и обнова на криминалниот режим. И Европската Унија ја направи разликата. Во нивниот извештај се вели дека направивме значителен напредок при обезбедувањето на независноста на правосудството. Единствено Христијан Мицковски, ВМРО ДПМН и Никола Груевски не се согласуваат со овие заклучоци. И сите знаеме зошто. Затоа, убедени сме дека таа разлика убедливо ќе се потврди и на 12 април. На 12 април граѓаните ќе потврдат дека се за ред, дисциплина и правда. И јасно ќе порачат: режим никогаш повеќе, монтирани случаи никогаш повеќе, сваровски судство никогаш повеќе. Ви благодарам.